Додека земјите од регионот преземаат мерки да го ублажат петиот ковид бран, македонските здравствени власти ги нема никаде. Лекари со денови предупредуваат дека не очекува бурна ковид зима, но се уште не се преземаат никакви чекори од надлежните да се ублажи ударот кон здравствениот систем кој следува. Министерот за здравство повеќе од 2 недели се нема обратено за состојбата со ковид кризата, а нема ниту трага од Комисијата за заразни болести. Последната одлука за корона мерките која беше донесена помеѓу двата изборни циклуса не се однесуваше на затегнување, туку на нивно олеснување. Од друга страна, инспекцијски контроли речиси и да нема. Лекарите не кријат дека ковид мерките не се почитуваат, а и неретко се користат лажни сертификати за влез во угостителски објекти или моловите. Неприменувањето на превентивните мерки малку порано ќе доведе до практично многу силен иницијален бран на ковид, посебно со делта варијантата. Пример кој што го видовме во Словенија, во Хрватска, во Германија, па и во Русија, кога практично бројките во рок од 24 часа на ново заразени се дуплираат. Тоа е силен удар за здравствениот систем. Но не е проблем само менаџирањето со ковид кризата. Во изминативе денови пристигнаа бројни предупредувања дека на здравствениот систем во Македонија му се заканува колапс. За недостатокот на медицински кадар во целата земја предупредија лекари од Охрид. Да треба да влизам за една најпроста операција. Нема проста операција, но да речеме една наједноставна, секојдневна операција како слепо црево и слично, треба да се обирам екипа од дома да викам болничар и сестра, извидите, тоа го нема никаде. Лекари и медицински сестри од Прилеп излегоа на мирен протест бидејќи со месеци работеле без договори и без никаков надоместок. Болниците од истокот пак соочени со најавените рестрикции на струја се подготвуваат со агрегати старии по 20 години. Лекарската комора пак испрати аларм дека во услови на пандемија не треба да се дозволи да страда дијагностиката на ретките болести. Во регионот се влошува состојбата со COVID-19. Словенечката влада во обид да го ограничи брзиот раст на епидемијата, усвои голем број нови рестриктивни мерки кои ќе важат од понеделник. Забрана за групирање на членови кои не се од исто семејство, скратување на работата на угостителските објекти, а гостите ќе смеат да се служат само на маси и на соодветно растојание. Во Грција, ковид документот заедно со документ за лична идентификација станува задолжителен за влез во речиси сите затворени простории. Во Србија најверојатно е пристигнат Делта плюс сојот. Хрватска вчера имаше над 7.000 заразени, а има и регистрирани пациенти позитивни на Делта плюс сојот.